Во однос на првото прашање, тоа е прашање кое што може да го одговори директорот на ЕСАМ, бидејќи тоа е институцијата во која што се доставуваат понуди за енергенси, конкретно во однос на снабдување со газ за когенеративната централа Тето, штом ќе има понуди кои што се според стандардите, според критериумите за набавка, тогаш тие ќе мора да стапат во контакт со Тето, бидејќи Тето е приватна компанија, во која што доколку има понуди со одветна цена од која што се произведува прифатлива цена на електрична енергија, ќе може да склучат договор и да се произведува електрична енергија, така да сите одговори во делот на процедурата за прибирање на понуди, евалуација на понуди може да ги дадат од компанијата, бидејќи владата не учествува во евалуација на понуди за енергенци. Пристигнати се, има некаква информација? Таму ќе ви дадат понуди, бидејќи во владата нема архива за прибирање на понуди. За гасот од Србија, значи за каква количина станува збор, како ќе се транспортира тој газ, дека кога се очекува да пристигне? Вие знаете дека имаше од Србија забрана за извоз на газ, и во владата се обратија дел институции од образованието, од здравствениот сектор, кои што користат компресиран газ и кои што се транспортира со специјални цистерни во Северна Македонија во текот на изминатите години. Со цел да не останат без овој компресиран газ, стапивме во контакт со премиерката на Србија и по интензивна комуникација врз основа на наше барање беше донесена одлука на владата во Србија за изземање на Северна Македонија од таа забрана за извоз на природен газ. Овде се работи за компресиран газ, кој што ќе може непречено да биде користен во училиштата, во здравствените установи во кои што и до сега се користел. Знам дека во Струмица се користи. Дали во други градови го користат, немам информации, меѓутоа сега во услови на ваква криза, доколку има заинтересирани општини или институции кои што тоа би го правеле, ќе имаат непречена можност во однос на снабдувањето. Кога ќе пристигне тој газ? Кога ќе се испорачи за количините? Тоа е нешто што тековно се случува. Имаше забрана од неколку дена, меѓутоа таа забрана веќе не постои, така да тој веројатно и денеска се испорачува. Коментар во врска со извештајот на Светската банка во делот на Македонија. Дека се најмал економски раст во регионот и дека се препорачуваат субвенции на основните трошоци за производство на прехранбени производи. Прво, извештајот на Светска банка дава неколку важни пораки, а тоа е дека нашата држава има најробусна поддршка во однос на справувањето со кризата. Значи пакетите мерки кои што од почетокот на годината ги направивме, прво 400 милиони евра, сега 360 милиони евра, се најголеми во регионот, тоа е број 1. Број 2, со оглед на намалените стапки на раст секаде и со оглед на зголемената инфлација секаде, препораката на Светска банка, меѓутоа и препораката на другите финансиски институции е антикризните мерки да бидат таргетирани, што кога ќе ги погледнете нашите антикризни мерки кои што ги донесовме во текот на изминатиот период, тие се апсолутно таргетирани, односно најранливите категории на граѓани 41.000, најранливите категории на пензионери 135.000 пензионери со најниски нивоа на пензија се дел од антикризните мерки за дополнителни финансиски приходи кои што се овозможуваат од страна на државата. Субвенционирањето на електричната енергија исто така е за сите граѓани и за малите потрошувачи, а додека таргетирањето во однос на индустријата веќе ги прават пресметките во Министерството за економија. Министерот за економија имаше состанок со сите производители на прехранбени основни производи. Целта е да направиме мерка за субвенционирање на електричната енергија, која што истовремено ќе предизвика стопирање на растот на цените на основните прехранбени производи и доколку е тоа можно и нивно намалување во продажните мрежи во државата. Ние вчера до доцна работевме со министерот за економија на овој пакет, така да штом ќе биде готов, тоа ќе можеме да го презентираме. Меѓутоа тоа исто така ќе биде направен во светло и на мерките кои што ги презема Европската унија. Вие знаете дека
утре ќе биде присутна тука председателката на Европската комисија и штом ќе ги имаме сите информации, тогаш ќе можеме да ги финализираме и мерките, секако владата заедно со стопанските комори, со секторските групи во коморите, бидејќи се работи за компании кои што произведуваат храна. Добро е што цената на електричната енергија на светските берзи во овој момент белези пат. Тоа е и резултат на заедничките напори на не само Европската Унија, туку на сите европски земји и на усогласената надворешна политика. Вие знаете дека во Прага се одржа состанок на кој што ја присуствував на Европската политичка заедница, каде што присуствуваа сите лидери, председатели или премиери на држави од Европа и каде врз основа на мерките кои што ги разговаравме, врз основа на пристапот кој што разговаравме, почна падот на цената на електрична енергија и затоа има веќе и дел од големите капацитети, односно оние кои што се поврзани директно на високонапонската мрежа, да почнат да ги отвараат повторно своите производствени капацитети. Денеска разговарав со председателот на Стопанската комора и веќе рудникот Бучин и Бобов дол ги вклучуваат своите погони во функција со оглед на тоа дека цената на електрична енергија е на ниво кое што за нив е издржливо. Што очекувате од Спортна алијанса и БЕСА да гласаат за уставни измени само доколку се тргна 20% од уставот за албанскиот јазик? Уставните измени, прво добро е дека се разговара за уставните измени, гледате дека се отвори дискусија. Сметам дека тоа треба да биде процес кој што се одвива како и до сега, низ процедура која што е пропишана согласно со нашите закони. Штом ќе биде отворена таква процедура, кога ќе се види дека има волја од практично консензуална волја тоа да се направи, гледам дека сите политички партии веќе да кажам имаат позитивен однос кон уставните промени, па дури и оние кои што беа изричито против, сега кажуваат дека врз основа на одредени услови би поддржале уставни промени. Сметам дека треба да се седне на маса сите политички партии, сите да ги кажат своите претпоставки, сите да го кажат својот став во однос на уставните промени и да може на крајот да се дојде до решение кој што ќе биде нормално прифатливо за сите. Ќе седнете и со Мицковски на маса? Па јас со Мицковски се видовме кога беше францускиот предлог, се видовме и сега за енергетската криза и тоа е една нормална комуникација помеѓу председатели на политички партии, на парламентарни политички партии. Нормално дека секогаш кога ќе има прашање кое што е од интерес за сите граѓани, дека ќе се видиме како што се гледаме со председателите на другите политички партии. Дали имате понуда за Алијанса за албанците да биде дел од владата, дали има некој разговор со нив? Јас не сум имал разговор со било која партија во однос на вклучување во владата, така да не можам да ви дадам за тоа потврдено одговор. Бидете ли во недела на отварањето на клубот Никола Вапцаров во Бугарија? Во недела јас ќе бидам во Скопје. Меѓутоа ние во Министерството за култура и во владата, бидејќи јас тоа го најавив, веќе ја подготвуваме документацијата за отворање на Македонски културен центар во Благоевград и тоа барање ќе биде испратено до бугарската влада, бидејќи знаете дека имаме Македонски културен центар во Софија и како што кажам исто така ќе имаме отворање и на Македонски културен центар во Благоевград, кое што барање ќе го испратиме, но верувам дека отварањето на културни центри помеѓу државите се начин на кој што се зближуваат како држави, како институции и како граѓани и сметам дека сите оние кои што имаат можност, особено тоа се однесува на граѓаните на Благоевград и на погранични места, треба да присуствуваат на такви настани, бидејќи мислам дека тоа ги зближува граѓаните. И второ, уште еднаш ќе повторам дека при отварањето на културните центри треба исто така да се внимава за чувствата на граѓаните, тука пред се мислам на она што се случуваше кај нас во државата и на тој начин да културните центри не станат место на раздор, туку да станат место на зближување на граѓаните како во нашата земја, така и помеѓу граѓаните на соседните држави. Такви беа и нашите реакции официјални од Министерството за надворешни работи,
кои што ги испратија во однос на одредени провокации кои што ги имаше од страна на една од нашите соседни држави, каде што и јас лично бев напаѓан од луѓе кои што не ги знам кои се. Меѓутоа, исто така и кога видов реакцијата на официјалните бугарски институции, сепак и тие има осуда во однос на наративот кој што одредени лица сакаат да го креираат, а кој што воопшто не одговара ниту на европската иднина на нашата држава, ниту на европската позиција на нивната држава, ниту на европската иднина на целиот регион. За аферата тајни имоти, дали имате сознание кои функционери од СРСМ и владата сокриле имоти? Јас за таа афера немам никакви сознанија, гледам дека вчера имаше ВМРО ДПМН преку еден свој пратеник одредена најава, така да се што имаат како одредени индикации треба да го достават до антикорупцијската комисија, бидејќи секој функционер е должен се она што го има стекнато во текот на својот живот да го пријави во својот анкетен лист, исто како што јас сум го направил тоа. Извинете, цената на конвертираниот газ во Србија, кој е за Тоа ќе мора да го прашате тој кој што увезува и тој кој што купува. Да.